Бог се јави. Вечерва во студиото имаме гостин со исклучително сложен и тежок духовен пат. Човек кој лично го почувствувал прогонството, поделбите, но и силата на помирувањето во православието. Наш гостин е владика Марко, епископ на Делчевско-Каменичка епархија, духовник со богато образование, искуство и сведоштво на едно време во кое црквата не беше само духовно, туку и општествено, па и политичко прашање. Роден е во Штип, образован е во Скопје и во Солун, замонашен и ракоположен во услови на прогон, тој поминал низ периоди на притисоци, забрани и институционални судири, за денес да биде епископ на епархија што е символ на новото единство на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Со него ќе зборуваме за верата, за раните од минатото, за помирувањето меѓу црквите, за томосите и за многу други важни работи. Гледајте не, следува интересна емисија. Бог се јави. Да, вистина се јави. Владико, баш се радувам што ете денеска празнично на богојавление, на голем празник, имаме тука во студиото и така се потрудиме да отвориме некои теми кои што верувам дека ќе ги интересираат гледачите. Со задоволство. Прво благодарам на поканата за да учествувам во оваа емисија и поздрав на сите кои ќе ја следат оваа емисија. Така. Иде да почнеме баш со празникот Богојавление Водици. Денот кога Свети Јован Крстител го крстил нашиот Господ Исус Христос во реката Јордан. Зошто овој ден, зошто овој празник е толку значаен за христијаните? Значаен е затоа што, како што велиме, Бог се јави. Бог се јави во Троица. Како што дотогаш не се беше објавил на луѓето, само во Стариот Завет имавме прилики кога на Мојсей му се обраќал Бог, кога разговарал Бог со Мојсей и со другите угодници, пророците, со Авраам. Меѓутоа, како во Троица не се имаше објавено во Стариот Завет, се додека не се исполни времето да се роди Синот Божи, да се воплоти Словото Божјо и подоцна, кога дојде време да се крсти од Јован во Јордан и Светиот Дух да го посведочи тоа во вид на гулаб, слезе на Синот Божи и гласот на Бога Отца се слушна од небото: ова е мојот возљубен син, кој е по мојата волја. Тоа објавување на Света Троица е многу значаено за нас, затоа што е суштината на нашата вера. Ние веруваме во Света Троица, Отецот, Синот и Светиот Дух. Тие три лица се еден Бог, една суштина. Не се три Бога, туку еден Бог во Троица. Во тој Бог ние веруваме и затоа е многу значаен овој празник за сите нас, кои што веруваме во Света Троица, затоа што Бог ни се објави како што постои вечно. Така. Денеска во секое село, ќе рече, во секој град си има некои своји срејклија кој успеал да дојде да го фати тој крстот, нели, кој што е положен во водите, во реките, во езерата, па и во базените, нели, некаде, каде што нема услови. Како црквата гледа на тој надпреварувачки момент, ме интересира. Постои ли тука губитник, победник, тој што го фатил, тој што не го фатил крстот? Па генерално нема губитници. За Бога никој не е губитник, тој што ќе учествува во празнувањето, првенствено во литургијата учествуваме. И тука се причестуваме со Христос, со телото и крвта Христови и стануваме едно со Бога. Меѓутоа и оваа традиција на вадење на честниот крст од водите е една народна традиција, обичај кој не е противен на верата, и тоа го сведочи само влегувањето Христово во водите јордански и го символизира, да, влегувањето во јорданските води и бидејќи сега крстот која е положен во водите
не може сам да излези, некој влегува и го вади крстот. Сега тука малку и се комерцијализира целата работа, можеби во некои ситуации оди во погрешна насока тоа. Тоа со делење награди, телевизори во тој аспект? Па не можеби толку во тој аспект колку што имаше некои ситуации, ако се сеќавате, кога и се степаа за и јас го фатив прв, Значи пак над преварувачки дух. Над преварувачкиот дух во тој контекст не е баш природен за црквата. Нормално е сите кои ќе влезат во светите води се осветуваат, тие што ќе учествуваат, но треба сите да се радуваме со тој што ќе стигне прв. Значи тој, нека биде најсреќниот, се радуваме за него. Да се радуваме за него. И токму тоа мислам дека му недостасува на нашето општество да научиме да се радуваме со радоста на другиот. Така. Обично повеќе сожалуваме кога некој ќе биде во тешка ситуација, а поретко се радуваме со радоста на другиот. Тоа недостасува и тоа мислам дека треба првенствено ние како црква тоа да го промовираме, затоа што Христос така не научи. И тоа мислам дека му фали на нашето општество, да се радуваме со радоста на другиот. Низ годините се отвори тоа прашање скоро секоја година во последно време, дали жени можат да го скукаат по крстот или не можат? Зошто да не? Значи, едноставно, тие се исто створенија Божи, нема никаква, тоа пак ќе речеме народен обичај, не е ништо догматизирано од црквата, па сме или не сме, како што се догмите, што не разликуваат од другите вероисповеди. Ние веруваме во Света Тројца, некој не верува во Света Тројца, тука сме, значи тоа не може ние да го смениме и да кажеме, сега ние ќе се прилагодиме, не веруваме во Света Тројца. Но ова е народен обичај, може би порано жените биле поповлечени, некако не сакале да се експонираат во таа насока, меѓутоа не мислам ништо лошо дека е тоа да учествуваат и од женскиот пол во тоа извлекување на крстот. Имаше во Штип случај кога девојче едно го фати крстот и сака да му го украдат од рацете, но подоцна си дојде правдината на место. Да. Уште една битна работа, нели, со која што ја поврзува празникот е и водоосветувањето. Тоа се врши и големо осветување на вода, за водици и за крстовден. Така ако не се за водокрст, предходниот ден од Богојавление. Значи, која е таа символиката на осветувањето на вода? Гледаме луѓето понад шишиња носат дома од реката директно после положувањето на крстот. Која е моќта на светата вода? Големиот богојавленски водосвет се врши само два пати. Значи, еднаш на водокрст, денот пред Богојавление, еднаш на самиот ден, на денеска, како што е Богојавление, на самиот ден се врши тој голем богојавленски водосвет. Сега се прави, на водокрст се осветуваат води во храмовите, а на Богојавление се излегува на отворени води. Символиката е, ја кажавте и на почетокот, крштевањето Христово од страна на светиот Јован Крстител. Моќта секако е прво благословот кој го примаме од светата вода, затоа што Христос влегол во тие води и ги осветил водите. И ние од тие осветени води примаме благослов. Тоа е она што е за нас значајно. Што треба луѓето да прават со водата? Што ги советувате вие? Значи, водата се употребува во домашни услови кога ќе имаме потреба, ни се случило нешто, например, или сме се разболеле, па ќе се напиеме од водата, или ќе се поросиме со водата, или пак имаме некаква потреба да осветиме простории некои со водата. Водата има мој да ги избрка нечистите духови.
Ќе направам само една мала дигресија. Има некои карневали кои се случуваат во нашата земја и кои ќе ги прашаме зошто токму на Василица се маскираат и така се однесуваат, велат ги бркаме лошите духови. Но лошите духови не се бркаат со ништо друго освен со Христос. И Христос рече овој род, односно нечестивите, се бркаат со пост и молитва и со тоа што е од Христа благословено. А водата е нешто што е од Христа благословено. И затоа така ја употребуваме светата вода. Не е тоа замена за нешто, не е замена за Христос, но е благослов еден кој нам ни помага полесно да ги пребродиме искушенијата во животот. Така, да. Владико, би ве вратил сега неколку децении наназад. Роден сте во Штип, средно училиште имате завршено на богословија во Скопје, во Драчево. Значи имате 13-14 години кога се запишувате 14 години кога се запишувате во Драчево. Како се носи таа одлука? Ваша беше или родителите не знам, сакаат да имаат поп во фамилија? Еве, накратко, само не е многу важна таа историја за мене лично. Мислам, за мене е важна, туку не е веројатно за прашањето ми е, поентата ми е дали дете на 13 години може да донесе толку важна одлука? Па може, јас имам школски мој кој дури спротивно на родителската волја донеле одлука да се запишат богословие. Меѓутоа јас бев посоветуван, не знаев ни дека постои такво училиште. Бев посоветуван од мојот чичко, сега покоен. Тој на повозрасни години заврши богословија. Воредно ја заврши богословијата, не стана свештеник никогаш, меѓутоа кога бев 8 деление, тој со моите родители разговараше, јас бев присутен на тој разговор и тој спомна дека може, гледајќи ме вака по карактерот, вели, мислам дека богословија за него ќе биде многу добар избор. И кога ми го предложија тоа, јас така размислив и мене богословијата ми звучеше многу една прифатлива средина во која ќе можам да да се развивам на добар начин, затоа што не бев некој човек што конфликтен или така да правам нереди и си мислев дека тоа е таа средина таму која мене ми одговара на карактерот. Не знаев многу нити за богословијата, нити за свештенството, бев традиционален верник, одевме во црква за празници, ќе запалевме свеќа, ќе стоевме на литургија, меѓутоа не бевме многу така уцрковени во тоа време, тоа се 90-тите години, почетокот на 90-тите години. И после кога се запиша в богословија, едно што видов дека не е баш средината таква како што очекував, меѓутоа ме заинтересира богословието и учењето за Бога и не можам да речам наука, туку животот со Бога ме заинтересира и продолжив и понатаму и се подлабоко гледав дека има тука многу работи кои може да се истражат. Тој сте на школски период, еве сега, кога се сетите од оваа гледна точка, какво чувство ви создава? Го паметите по-добро, убав период? Па генерално убаво, имам убави сеќавања. Секако имало искушенија, затоа што тоа беше интернатски живот. Тоа сакав да ве прашам, че сместени бевте во интернатот во Драчево и од затворен тип беше интернатот. Не можеше секој ден да се излегува од интернатот. Вистина. Имаше одредени четврток и недела само имавме излез. И како изгледаше тој живот во интернат на дете од 15 на години? За тинеџер малку тешко. Тоа се, како да кажам, години кога вријат и хормоните и кога се буниш за се и се што, но тоа придонело можеби да се малку и да се смириме како личности таму. На некој начин приморани бевме да бидеме во училиштето и да ги слушаме, да ги почитуваме тие закони, односно принципите на богословијата.
Забави имавте, излегувавте на... Па немаше забава како забава, единствено имаше спортска среда понекогаш, па ќе одивме на игралиште да играме малку фудбал, кошарка, потоа се направи игралиште и во богословијата, па и потоа и таму пак не се излегуваше многу од богословијата. Немавме ние некој живот како што имале другите, да речеме, средношколци кои учеле во вака другите средни школи, кога можеле да си дојдат и дома и да појдат и на забави и така. Го немавме тоа. Може би е тоа и хендикеп од една страна, затоа што после во животот некако тој период може би фали, меѓутоа од друга страна пак е сочувување од некои искушенија. Зависи кој како ќе го прими и на кој начин ќе се однесува после. Да, ама за разлика од тогаш, сегашната ситуација на богословија, како што разбрав, е прилично недобра. Многу малку ученици се запишуваат, околу 3/4 на рака се бројат. За што се должи тоа? Може ли, треба ли МПЦ да стравува дека еден ден ќе снема свештеници? Па, вака, јас ги гледам на овој начин работите. Не може да стравуваме дека ќе нема свештеници, затоа што Господ ги избира оние кои што треба да бидат за свештеничка служба и тоа Господ нема да остави црквата никогаш. Може би во некои моменти така ќе има проблеми, меѓутоа нема да биде нема да биде запрено тоа. Ако нема во богословијата, ќе има од факултетот ќе излезе некој, или како што и во моментов имаме луѓе на повозрасни години се заинтересираат за црквата, учат да пеат, сакат да научат типик, сакат да научат служење, без да имаат богословско образование. Тоа ни сведочи дека Господ си наоѓа пат како и на кој начин да дојде црквата до свештеници. Сакав да нагласам дека може би недостатокот сега на богослови, на оние кои се запишуваат во богословија, може би е заради тоа што многумина и се иселуваат од државата, тоа е еден, може би, фактор. Другиот фактор е што богословијата до минатата година не беше вклучена во образовниот систем на државата. Ние имавме школување од 5 години и кој ќе завршеше богословие немаше опција да се запишува на друг факултет, затоа што не беше признат. Не се важи дека завршил стена? Не се важи, затоа што не беше под државна капа, да го наречеме така жаргонски. Сега од минатата година комисија на нашата црква разговарала со комисија на образованието. Тоа уште порано се разговараше, но беше барано од нас да воведеме во богословијата гимназиски предмети, математика, хемија, физика, биологија, што ги нема. И сега ги нема. Меѓутоа сега направивме друг компромис со државата. Ја скративме богословијата на 4 години. И сега ќе можат богословите кои учеле богословија да полагат државна матура. А за таа сметка ние треба во богословијата професорите што ќе предаваат општи предмети како што се историја, јазик, да бидат од струката, значи да имат завршено историја, да имат завршено филологија за јазик и така. До пред една година не беше така. Предава луѓе кои завршиле богословие и факултет теолошки. Меѓутоа не и од струката, не и историчари, не музичари, можеби, или за јазик професори. И од тој аспект немавме никаква допирна точка со институциите на државата. Сега се направи тој компромис да богословијата прими професори за општите предмети, а за таа сметка богословите, ако сакаат да се запишат на друг факултет после завршувањето на тие 4 години, да можат да се полага државната матура.
и се надеваме дека тоа ќе придонесе во зголемување, веројатно да се зголеми. затоа што ете се намалува бројката, само да за споредба, кога јас завршив богословија 97 година имаше околу 120 деца. Сега мислам дека се околу 30 цела богословија. Значи тоа е за 4 пати помалку, да. Да. Добро, по завршувањето на богословијата запишувате богословски факултет и се вработувате во администрацијата на Повардарска епархија кај тогашниот владика митрополит господин Јован. Сега, во 2002 година се случува прогонот и вие практично се наоѓате во една ситуација каде што мора да одберете што понатаму. Дали да го следите владиката Јован, дали вие тогаш не сте замонашен? Не, се уште, да. Да. И сепак ја донесувате таа животна одлука, го следите владиката Јован. Искрено вака се од оваа гледна точка сте се покајале некоја што сте го одбрале тој пат, кога ќе земе се што следуваше, какви се незгоди, неволи следува во тој период? Не сум се покајал, иако во почетокот не бев докрај свесен за постапката на митрополитот Јован, но нешто однатре ми зборуваше дека тоа е добро за црквата, што го прави. Предходно имаше една ситуација која мене ми помогна можеби да се полесно да се одлучам за ова, пред да се случи тоа стапувањето во единство на владиката Јован со Српската црква, преку Српската црква со сите православни цркви, ние бевме на една екскурзија со него, со владиката Јован, студенти од Богословскиот факултет, еден автобус цел во Грција. И 2 недели бевме во Грција, до Егина отидовме, на многу места прошетавме и видовме големо братолюбие и гостолюбие. Сите ние. Меѓутоа, кога дојде недела и кога требаше да се причестиме... тоа време овде се случувале сите тие... Па, тоа беше во период кога се потпишуваше Нишкиот договор, во мај некаде беше тоа. А ние бевме на екскурзија. Меѓутоа, ние како богословие, можам јас да посведочам дека не знаевме многу за нити тоа за дека не сме признаени како црква. Така, и владееше едно мислење дека имаме многу непријатели и сите не мразат. И србите, и бугарите, и грците, дека не мразат и од тој аспект ете не ни даваат да се осамостоиме некако, но не беше кажано дека тоа е еден суштински проблем на неединство меѓу црквите. Тоа е една страшна работа. Да не даде Господ повторно некој да биде надвор од единството на црквата. И тоа, ќе се вратам на екскурзијата, кога дојде недела да се причестиме, бевме во едно мало место Лангада, покрај Солун, и владиката Јован го замоли митрополитот Серафим, мислам дека се викаше, да се причестиме ние верниците, односно студентите кои бевме, дека е свесен дека тој како клирик не може да се причести и да служи, но имаше и одлука на Српската црква, кога уште од 67-та година, дека става шизма на црквата во Македонија и дека таа шизма важи само за клириците, значи за свештенството и епископатот, но не и за народот. Народот имаше можност да оди и да се причестува. И тоа му го предочи владиката Јован дека со народот нема шизма и дека може да се причестува. Но владиката беше некако, мислам, за гостолюбието негово и за неговата пријатност како личност не станува збор. Меѓутоа, ни рече дека не му е се јасно. Меѓутоа, Лангада е мало место и сите се знаат. И кога ќе се расчуе дека некој се причестил од неканонска црква, тогаш нема да биде лесно да се објасни тоа. Ќе биде скандал. Ќе биде скандал. И не ни овозможи да се причестиме. И ние продолживме со екскурзијата, меѓутоа поклоничкото патување, да го речам, меѓутоа и на друго место се сочивме исто така. И сега јас уште тогаш почнав да се запрашувам, добро,
што ќе ми е целото ова гостолюбие и братолюбие кое го покажуваат, секаде бевме примени најубаво, со ручек, со престои, со предавања теолошки, се Баш братски, но Христа не го делиме. Јас си викам сега, која е смислата на сето ова ако ние не сме во единство, ако не сме во Христа заедно. И тоа после кога се случи, после 2 месеци од прилика, кога се случи тоа да стапи владиката Јован во единство и кога требаше да одлучам, и јас нешто почувствував во себе дека ова е правилно. Никој не беше мислам дека ни владиката Јован не знаеше што понатаму ќе се случува. Меѓутоа, мене ми кажуваше нешто дека ова е правилното. Мислевме дека тоа ќе биде видено и од другите, дека ова е правилен пат, како што и се види после, како што и се види после 20 години, дека тоа е патот, да се стапи во единство со последниот историски контекст, Српската црква, па после и со други. Ќе зборуваме за тоа, него че вие станувате по нецела година од вашето замонашување, вие станувате владика на ваши 25 години, што е малку и чудно, нели, затоа што каноните црковни предвидуваат најмалку 30 години за владика, но веројатно во тој момент тие така налагале околностите или пак митрополитот Јован видел нешто што требало да го види? Па не знам како да го објаснам тоа, дали зошто и некој случокот сега да врашам? Најпрво потребата на црквата беше. Тоа го оцениле во соборот на Српската црква. Јас не учествував тогаш во соборот, не бев епископ, кога му предложиле на владиката Јован да предложи двајца клирици кои ќе бидат епископи затоа што оцениле потреба да се формира канонска црква со свој синод кој што ќе донесува одлуки на таа територија кој што ќе го развива црковниот живот како канонска црква. Тоа беше кој е вториот? Владиката Јоаким. Тој е прв, јас сум втор. Тој беше мислам дека единствениот монах кој беше од Македонија, а надвор од Македонија беше монах во Црна Гора и како професор на Цетинската богословија, како игумен на манастир Река Црноевича, мислам дека се викаше, беше секако подобен за таа служба, меѓутоа друг веројатно и немаше, а владиката Јован веројатно виде човек во кој што може да има доверба, бидејќи застанав со него кога беше прогонот и ме предложил мене. Нити по моја волја, нити по моје барање. Владиката Јован ме предложи, сите беа свесни за моите години, но како што ми кажа подоцна... Ви замеруваш ли некој за тие? Не, тоа кога веќе ќе се изгласа на соборот, никој веќе нема против тоа, меѓутоа ми кажа дека владиката Атанасија Ефтич, сега покоен, Бог да го прости, тој ја објаснил ситуацијата, потребата на црквата и дека тие моменти се познати на црквата, не се непознати, дека заради потребата на црквата може и да се прилагодат каноните на црквата, дека човекот е најважен и потребите на црквата. И свети Григорije Богослов, мислам дека беше на 21 година беше избран за епископ. Имало и други така инцидентни случаеви кога некој бил избран за епископ на млади години. Тоа не е новина во црквата, но не е вообичаено. Сега овие беа специфични услови и специфична беше и потребата на црквата, затоа бев избран јас. Некаде испомнав дека нити очеков, нити некој сум сонувал за таква одговорност. Меѓутоа и не сакав пак да бидам и противник на Божјата волја, бидејќи еден собор од 40 на епископи
ми дал доверба за тоа. Така. Вие да речете не. Па имав слобода да го кажам тоа, меѓутоа кога некои по-мудри глави, и тоа не е една, две, туку 40 се согласиле да ми ја дадат таква доверба, може би би било гордо од моја страна да кажам јас не сакам. Потоа настанува Православната Охридска архиепископија, вие станувате епископ Брегалнички. Прво Дремвицки, избран сум за Дремвицки, така, да. како викарен епископ на владиката Јован, но за да можам да учествувам во синодот, доделена ми е местобљустител да бидам, односно како администратор, да имам територија некоја, затоа што тие што учествуваат во синодот треба да имаат позади себе народ и односно територија, епархија. И местобљустител сум битолски, значи тогаш. А потоа епископ Брегалнички, Брегалнички се до спојувањето на ПОА со МПЦ, односно до пред некоја година. Некои тоа спојување го нарекуваат интеграција. Сега од кој во кого се интегрираше ПОА како тогашна автономна и канонска црква, се интегрираше во МПЦ како тогашна неканонска, односно расколничка да ја наречам црква, или обратно? Па јас еднаш на почетокот таму кога имаше повеќе такви прашања имаше, на Facebook мислам дека го напишав тоа, вели кој каде се интегрираше и тоа, и јас кажав нешто што не, може би некој да го прифати, може да не го прифати, меѓутоа материјално ние се интегриравме во МПЦ, а духовно МПЦ се интегрираше во ПОА, да не рече во канонската црква, да не бидам претенциозен сега во ПОА, затоа што прифативме да бидеме МПЦ Охридска архиепископија. Но, значи, како што МПЦ се интегрираше духовно, односно влезе во единство, а ние веќе бевме во единство, може да се каже дека МПЦ се интегрираше во единството на Православната Охридска архиепископија, а ние пак затоа што до тогаш бевме во станови, во катакомни услови, да речеме, сега се интегриравме во материјална смисла во МПЦ, односно сега служиме во храмовите кои припаѓаат на МПЦ. Так. Како изгледа сега практично таа интеграција функционира? Генерално функционира, меѓутоа не е до крај се решено. Така беше договорот и уште на почетокот, да се прифати сега тоа што може да се прифати за сега. Сослужувате ли заедно сите владици? Сослужуваме. Но некои одбегнуваат со вас да... Па... со вас од поранешна ПОА. Не гледам дека некој одбегнува, затоа што на поголемите собири сите сме заедно. Служиме за време на хиротониите, кога хиротонисавме владиката Никола во Битола, сослужуваме сите заедно и сега не можеме сите секаде да се собереме на едно место. Еве и за осветувањето на црквата Свети Константин Елена имаше големо сослужување, меѓутоа ние поединечно се повикуваме меѓу себе. Се каниме меѓу себе, имаме некаква комуникација литургиска на тоа ниво. Сега не сум стигнал со сите да така поединечно да служам. Колективно сите сме сослужувале заедно, но поединечно со некои во Делчевете уште немаат дојдено. Меѓутоа од Куманово владиците дојдоа во Делчево, служевме. Владиката Јаков од Струмица, владиката Иларион, така неколку пати веќе, ние сме најблиски комшии таму, па и тој ме кани, тој почесто ме кани мене во Брегалничка епархија да сослужувам, има повеќе места. Каков е односот со повозрастните владици, да речеме, со владиката Агата Ангел, со владиката Петар? Да, па... Се чувствували уште тензично е помеѓу? Не може да се каже тензично, меѓутоа веројатно се уште не се склопиле коцките за да можеме така да нема некоја тензија, да речеме. Меѓутоа
како да речам, генерацијскиот јаз можеби си го прави и своето. Сега тие не би требало тоа така да е. Што не сметам. Потврди дека се карактерно по... Па, тие имаат, можеби, така, меѓу себе некако, да речем, по блискост по возрастните, отколку со помладите. Ние сме со помладите поблиски, да речем, во размислувањата и во однесувањето, така да ќе дојде време и тоа, сигурен сум дека нема да помине уште многу за да дојде и владиката Петар во Делчево и владиката Агатангел да служиме. И архиепископот би требало, ние спремаме, ако даде Господ, нешто да направиме со црквата. Имаме голема црква во Делчево, соборна, огромен зафат е тој да се заврши црквата, па планираме нормално архиепископот да го поканиме Така, на осветување или така нешто. Знаете, кога се распрашував за вас, односно кога се подготвував за оваа емисија, мислење поборав од повеќе луѓе, а еден почитуван црноризец, така ќе речем, од МПЦ, од него го слушнав ова, ќе го цитирам точно до зборче. Вели, владиката Марко е еден од најкомуникативните владици, прима гости, оди на гости, а и човечен со свештениците и со народот, тоа е реткост кај еден владика. Од една страна ме израдува што навистина сте таков како што и ве познавам, а од друга страна ме растажува што ова говори дека постојат и владици кои што се маце по крути кон свештенството, кон верниците, понеотворени. Па, тоа е карактер, мислам, секој е посебен карактер. Сега може на некој да му се допаѓа овој карактер, може на некој да не му се допаѓа мојот карактер. Исто и за другиот карактер, може би на некој му се допаѓа така јас така сум се учел, да речем, од така некои владици со кои сум бил во соборот 20 години, во соборот на Српската црква сум видел примери на вистина големи теолози, врвни, да речем, познати во целиот свет православен, кои имале некоја благост, и од нив сум се учел. Можеби недоволно, можеби не знам, можеби ето е мој но карактер. треба да има и такви веројатно за да функционира нештото. Сега не би рекол, сега не знам што да искоментирам за ова, ја не се гледам. Не, ова е само чисто како ве доживуваат вас. Добро, еден од тие коментари кои што да, тоа е негов печаток. Мило ми е што мисла дека така треба да биде. И јас мислам дека така треба да биде. Сега за другите карактери, тоа си се карактери, навики, учења, зависи кој од кого учел и што научил Но треба владиката да биде меѓу другото и пријател, веројатно со верниците и со да нема некоја дистанца. Татковски однос мислам дека треба да има. Имаме родители, значи навистина кои што и да направи детето го толерира, меѓутоа има, да кажам, начин некој со благост, со родителска љубов, мислам дека треба да се пристапи на луѓето и на свештениците за да може да се функционира. Престрогоста има опасност да тргне во друга насока. Можеби преголемата благост, повторно можеби да најдобро средината некоја. Да, некоја средина е сега. Кај ќе се најдеме, не знам. Тоа е потегот на СПЦ да додели Томос за автокефалност на МПЦ беше во најмала рака изненадувачки, можеби неочекуван. Тогаш вие сте во православната Охридска архиепископија, дали знаевте дека нешто се крчка пред другиве да дознаат? Бевме информирани не за Томосот. Томосот не ни поминат на собор, да кажем, на Српската црква, колку што имам информација. Томосот не беше предвиден да се случи пред да се средат сите работи. Ние бевме информирани дека се водат разговори, иако не сакавме јавно да разговараме за тоа, бидејќи може некој да
помисли дека сакаме да ги минираме тие разговори. Зошто би Веќе- сакале да ги минират? Па, знаете, имаше обиди и порано да се разговара на комисиско ниво. И сега кога ќе видеа од страна на МПЦ дека тука се вклучени и Охридската архиепископија, неминовно мораше да биде вклучена. Дали со представник, дело тоа е, дали дело. со представник или сите ние архиереи да бидеме вклучени во таа комисија, тогаш некако се ствараше непријателски однос, као да ние сакаме да се наметнеме. И затоа идејата на патријархот Порфирije, кога веќе беше избран за патријарх, беше тој лично да ги води преговорите со поглаварот на МПЦ и дека за почеток ние да не се вклучуваме од ПОА и да не кажуваме дека се прават, дека има разговори, за да не се свати погрешно. И се случија неколку средби во манастирот Джунис во Нишката епархија и тргна разговорите и требаше тоа да дојде до некакво решение. Кој беше присутен на тие среди? Кој ги водеше тие преговори? Дел од синодот на Српската црква, начело со поглаварот, и работниот состав на МПЦ, начело со поглаварот, и секретарот на синодот, и на пленарниот состав, и на работниот состав, владиката Климент. Тие разговори требаше да доведат до тоа да во еден момент и ние се вклучиме, архиереите на Православната Охридска архиепископија, и да разговараме сите заедно на кој начин да се интегрираме, да речеме, меѓусебно. Меѓутоа, знаеме сите околностите дека Вселенската патријаршија пред уште да завршат преговорите ја прими МПЦ во единство. Српската црква на првиот ден од соборот веќе мораше да одлучува по тоа прашање и одлучи соборот да постапи исто да ги прими во единство и да се разговара понатаму за нашата интеграција. Значи не дојде до прво да се решат сите прашања, па затоа што се побрза малку. Обратно. Да, малку се измеша работите, меѓутоа на крајот пак добро беше што се случи тоа единство. Сега томосот што се додели понатаму, после едно-две недели после соборот, и самиот томос предвидува да се разрешат работи, да се дорешат работите и остава отворен простор нашата црква во билатерални разговори со другите цркви да го реши прашањето ако има некои отворени прашања со другите цркви. Така да тоа е во процедура сега понатаму, тоа треба да се реши и ќе се реши со Божја помош, само треба добра волја и да се разговара, како што тргна разговорите на поглаварско ниво, може би на тој начин и треба да се продолжат разговорите со сите оние цркви што имаат некакво отворено прашање со нас, да се допрецизираат сите работи. Цариград и што Бугарија првенствено Цариград. Да. Првенствено Цариград како првотрона црква, меѓутоа и со другите цркви ако има некое отворено прашање да се реши. Па и други цркви го немат прифатено томосот за автокефалија на Македонската православна црква и треба да се разговара и со тие цркви, да видиме дали и тие и што е проблемот, да речеме, што не сакаат да го прифатат. Да, добро, ќе се вратиме за томосот. Еве сега вие добивте епархии кои што беа измислени практично, да кажем, само за да се реши проблемот. За да се реши проблемот. Вие добивте Делчевско-Каменичка, владиката Јован доби Крушевската и Мерхисарска, владиката Јоаким Делјадровско-Илинденска и владиката Давид, кој што е викарен на поглаварот, да. Дремвицки. Да. Задоволни ли сте од тоа што го добивте? Владиката Јован во едно гостување тука рече дека не е задоволен и дека тие епархии не се функционални.
Да, епархиите не се функционални, тоа беше Се согласувате со тоа? Да, тоа беше познато уште од почетокот, дека епархиите не се функционални и со тоа се согласија сите. Меѓутоа се остави простор во некое догледно време да се работи на функционалност на тие епархии. Беше спомнато и тоа дека ако се упразни некоја епархија, дека од овие епархии ќе се води сметка за да се анулираат тие нефункционални епархии. Очекувавте нешто поголемо, повредно, барем Па, на рака? Искрен да бидам, очекував да не повредно или поголемо, очекував да биде функционално на почетокот, да има некаква одржливост самата епархија. Сега сме во ситуација да не се одржливи овие епархии. Еве 2,5 години сме ние некако се снаоѓаме. Меѓутоа епархијата нема средства да ги покрие сите трошоци на администрацијата. Едно е да бидат само свештениците таму во таа епархија, тие се покриваат, да кажеме, но кога веќе се влегува како епархија, како институција, таа институција самата по себе повлекува служби, што треба да се... Добро, вашата епархија се само два града, така, Македонска Каменица и Делчево. Да. И Делчевските села и Каменичките села, да. Имате свештенство, Имаме 6 парохии, значи 4 парохии во Делчево и 2 парохии во Каменица. Има уште неколку свештеници што се во администрацијата на Делчевско-Каменичката епархија, тие немаат парохии и мора епархијата да обезбеди плата за нив. Се трудиме тоа колку што можеме да го обезбедиме. Не е лесно, нити пак можеме секогаш тоа да го направиме. Имаме 4 пензионери кои, фала му на Бога, се во сила, па и тие помагаат ако некаде треба да се обслужи нешто, да се помогне на свештениците. Се снаоѓаме некако, меѓутоа тоа не е трајно решение. Мора да се Кој е трајно решение? Вие велите дека не се задоволни, дека не се не би рекол дека не сум функционални. Што треба да се направи за да станат функционални? Ви кажам само да спомнам дека не е тоа дали сме задоволни или не сме задоволни. Значи генерално јас реков дека му благодарам на Бога што се случи ова единство и што сега имаме можност да бидеме меѓу народот, на големиот дел од народот и да го проповедаме Евангелието и Христа. Меѓутоа не се работи дали сум јас задоволен или не сум задоволен. Значи, ние само бараме тоа да се направи како што треба да се направи, односно да бидат функционални епархиите. Не се работи за задоволство, нити некој мислам дека тоа го прави се од некое задоволство, дека ние сме избрале да му служиме на Бога. Треба, значи, по мене да се или да се зголемат овие епархии за да бидат самоодрживи, или да се најдат средства, материјални средства со кои ќе се помага епархијата за да биде тие материјални средства сами по себе да бидат доволни да се одржува епархијата. Да се зголемат епархиите, значи некому да се одземат од епархиите, или? Па, сега, ако тоа така го гледаме да се одземе, меѓутоа никој од нас нити тоа го донел со себе, нити ќе го однесе која ќе се замине од овој свет. Тоа е на селото, е тоа на црквата. Црквата менаџира со границите на епархиите, самата меѓу себе. Ако сме ние браќа, нема да сметаме дека брат ми нешто зел од мене, туку ми помогнал да функционирам и јас. Кога некои двајца браќа живеат во една куќа, ако куќата има 2 спрата, значи едниот спрат да биде на едниот брат, другиот спрат на другиот брат, да функционира. Да, не може овој да ги земе, да речеме, 2 спрата, а на брат му да му отстапи шупата, пример, и сега да рече, брате, ти, доста ти е ова, јас 2 спрата, ти е на шупа. Мислам, груба споредба е ова. Вие практично сега сте во шупата.
Тоа е малку можеби претерано да се каже, има, фала му на Бога, има и тамо Добро, во шупата има мотики, лопати, може да се работи, па да се заработи. ако се пошегуваме, да. Пак ќе го спомнам да се пожалив тајде, можеби не е добар термин да се каже констатацијата ваша дека не се функционални епархиите, но кога тоа го кажа владиката Јован тука, најде на голем отпор, односно на голем удар од владиката Петар, нели, кој гостуваше на друг подкаст. Стравувате ли вие дека ќе бидете исто така нападнати? Немам од што да стравувам. Едноставно, Како реалноста... коментирате тој потек на владиката Петар? Во тоа интервју дори и владиката Јован беше именуван како Вранишковски, она не. Тоа е негово мислење на владиката Петар. Тој така ги гледа работите, така ги цени. Меѓутоа, тоа треба да се реши на соборот, мислам, на нашиот собор, на сите епископи, и да се види мислењето на сите. Тука јавноста види дека нешто не штима помеѓу владиците. Различните мислења не мора да значи дека секогаш е нешто дека не штима. И различните мислења може би и потребни се за напредок. Тоа што сите ако мислиме едно, а тој едниот, например, да греши, фактички сите одат во грешка, сите грешат. Да. Може би треба да има различни мислења за да се види и мислењето на еден и друг и трет, и од сите тие мислења да се искристализира едно мислење. Може би затоа што владиката Петар беше засегнат со тоа, бидејќи од неговата епархија беше одделен дел за Хрушевско-Димитро-Кесарската епархија. Јас не би го гледал тоа, мислам дека не треба така да го гледа владиката Петар тоа. Меѓутоа, тоа е негово мислење. Но важно е сите да бидеме во соборот согласни и да ги погледнеме реално работите како стојат и да најдеме решение за овие епархии. Тоа треба да се реши и ќе се реши, не секако. Сега, дали треба да се одолговлекува тоа решение или не, по моje не треба да се одолговлекува тоа решение. Ако седнеме и да разговараме искрено како браќа, ќе најдеме решение. Така. Некогаш сме веќе различните мислења, ќе ви прочитам нешто што го кажа тој во емисија. Вели, ако некој има најмногу заслуги што нам ни е сменето името на државата, знамето, тоа е заслуга на Јован и заслуга на Поа. Тие никаде нема ни едно М. Затоа беа примани во сите цркви, затоа што требаше да се смени името. Тоа што имаме спор со Цариградската патриаршија околу името и она што мораме да го кажуваме за државата, тоа е негово масло, заслуга на Поа. Ја не ги гледам така работите. Православната Охридска архиепископија го прифати Нишкиот договор со кој се согласи и МПЦ 2002 година, односно поголемиот дел од епископите. Тројца епископи го потпишаа тој Нишки договор. Не беше прифатен на синодот. Тука можеме да кажеме дека тројцата епископи кои го потпишаа имаа поддршка уште од 1-2 епископи, а вкупно беа 8. Сега, тогаш во мнозинство беа 2002 година кои го потпишаа, после тоа од некакви причини се откажа од тој Нишки договор. Меѓутоа, Православната Охридска архиепископија нити прифати, нити нешто помалку или повеќе доби или прифати од Нишкиот договор. Иако владиката Јован тогаш не го потпиша Нишкиот договор, накнадно го прифати и го потпиша, и ние се раководевме според тој Нишки договор. Се до ова меѓусебната интеграција или соединување во единство на целата Македонска православна црква. Сега друга е реалноста, сега имаме томос со името, признато од Српската православна црква, и отворена перспектива тоа да се доразреши со другите православни. Тоа е да се доразреши, го спомнавте.
Каков е статусот сега на МПЦ со оглед на тоа што Вселенскиот патриарх Вартоломеј инсистира и тој да додели нели томот за автокефалност? Веќе добивме признавање од СПЦ, влеговме во канонско единство, излеговме од калта. Тоа е најважното. Сослужуваме со сите останати православни цркви. Зошто таа приказна не се затвори сега еднаш за секогаш? Зошто Цариград е потребно сега да ни ја потврдува нашата состојба? Сите треба тоа да употреби, тоа е решено на припремните преговори во Шамбези пред Критскиот собор 2016 година. Стигнато е до таму автокефалијата да ја потврдат сите цркви, не само една црква. Значи, засега имаме потврда од Српската црква, од Руската црква, од Романската, од Бугарската. Не знам дали уште од некоја црква има потврда, меѓутоа може да има. Да не сгрешам сега од која има, али мислам сигурни сме дека од Цариградската патријаршија нема и од Грчката црква. Сега, значи, на припремните разговори во Шамбезие стигнато до таму да се согласат сите цркви дека сите треба да бидат согласни со тој томос, односно сите да го прифатат тој томос. Сите цркви го прифатија томосот на православната украинска црква? Не, и тоа е недорешено прашање, значи. И тоа прашање е недорешено. Затоа што не се стигна до крај во тие преговори во Шамбези, за да се дефинира како и на кој начин ќе се прифати томосот. Дефинирано е дека сите треба да го прифатат, за да биде внесено во диптих и да биде функционално се. Меѓутоа, начинот на кој ќе се прифати не беше дефиниран. Односно, имаше различни мислења. Може би сте слушнале, Цариград инсистираше тој да биде подпишан како оној што го дава томосот и другите поглавари да бидат со подпишани долу. А другите цркви, односно начело со Руската црква, сметаа дека треба секако Цариградскиот патријарх ќе биде подпишан прв, но да не стои Цариград па другите, туку да стојат сите ние долу подпишани. Значи, и тука не се разбра добро и затоа тоа не излезе на соборот на Крит, но се стигна до тоа, значи, договор да сите треба да бидат согласни со тој томос. И сега, кога не е дозавршена работа, значи не е признато од сите, тој томос треба да се дозаврши. Но најважната работа е тоа што Македонската православна црква излезе од изолација. Од литургиска изолација излезе и е во единство со сите православни цркви. Можат верниците да се причестуваат секаде. Нема да бидат одбележани како расколници како досега, туку ќе бидат прифатени како свој во сите православни цркви. Има ли право Цариград да ни поставува такви услови, како што ги постави тие три, нели, да едниот е да се откажеме од името македонска во МПЦ, другиот е да се откажеме од диаспората и третиот да признаеме украинската, да. Па сега, ако се земе кој какво право има, секој може да си земе за право што сака. Меѓутоа, важно е како ќе се одговори на тие прашања и како ќе... Поглаварот, архиепископот Стефан веќе добро одговори, нели, пред некоја година, дека нема шанси да се прифати било што од тие услови, но сепак, еве, низ годиниве, таа изјава ја даде на 21. мај 2024, но од тогаш и наваму се уште во воздухот нели се зборува за постои таа тема отворена. Дали постои реално расцеп, процеп, како да го наречам, од црквава, едни се за... Видете, значи и политиката, и светската политика, и државните политики посебно влијаат секако на односите и не можеме да се исклучиме потполно од тие политички влијанија. Меѓутоа, црквата има и еден друг пат, да речем така, Божиот пат и патот на љубовта. И како што најдовме начин
овде во Македонија. Покрај тие политички влијанија кои влијае 20 години да имаме овде канонски, неканонска иерархија, така и сега, а подоцна видовме дека после 20 години успеа тај политички притисок да попушти и да остави црквата сама да си ги реши работите и најдовме решение така. Сега, сметам дека и овде некои политички влијанија, можеби, треба да се сочека да попуштат, затоа што политичките влијанија имаат рок на траење и своја употребна вредност. А интересите на црквата се вечни. И црквата не еднаш се соочувала со низ историјата со такви политички влијанија, па сочекала, па Господ ја води црквата на крајот на краиштата и тој знае на кој начин ние треба да бидеме отворени за Божјата волја и да се трудиме во разговори, во комуникација, не да се закопаме во ровови. Постојано да наоѓаме дали посредно или непосредно, дали преку поглаварите или преку другите епископи да комуницираме, да разговараме и ние сме тие повикани на прво место. Ние епископите ја имаме таа одговорност да ги решаваме тие работи. Сега, како што реков, дали поглаварите ќе преземат иницијатива, па ќе инициираат средби. Тоа важи и за спорот што е помеѓу Константинополската и Московската патријаршија. Дали посредно преку епископи да се бараат решенија, треба да се разговара и треба постојано да се комуницира и Господ ќе ни го покаже патот. Може би и јас сега не сум во моментов свесен на кој начин ќе се разреши ова. Нити пак мислевме дека на овој начин ќе дојде решението после 20 години. Тоа беше така, ние можеби си имавме некој план како тоа ќе се реши, меѓутоа бевме секогаш отворени и никогаш не застанавме да речеме дека не сакаме да се реши проблемот. И таа отвореност направи да се доведе до оваа ситуација да се реши проблемот. И ова исто така. Мораме да имаме комуникации. Ултиматумите не се добри. Значи, ни од едната, ни од другата страна. И треба да се наоѓа решение. Да се бара решение во разговорите. Па да се влезе во детали. Зошто тоа толку пречи? Зошто нам ни пречи тоа? И тие да не се слушаат, зошто пак на нив им пречи ова што ние го сакаме? Но крај на краишта добро е тоа што ќе бараме решение од позиција на единство. Така, тоа е многу подобро од од надвор да се бара решение. И побрзо ќе се најде вака решение отколку од надвор. Така. Во мај 2023 година, непосредно пред СПЦ да не го додели томосот за автокефалност, вие напишавте еден статус на Facebook, како се сеќавате, со возот за тоа едно дете Мартин, кој што нели го испратиле во родителите кај бабата и дедото дојде со воз. Го сакало само да појде, без родителите. Со тоа што татко му ставил ливче во џебот, во кој што пишувало дека кој ќе му биде најтешко да го извади ливчето. Така. И во тоа пишувало дека ние сме тука во соседниот. Јас, таткото само да, татко, дека да не се плаши, тука е татко. Кон кого сакате да ја испратите таа порака? Кон оние кон свештенството, монаштвото на тогаш на ПОА, дека што и да се случи, ние сме тука во соседниот во вагон и да, ние се угледуваме правенствено на Бога. И мене ми остави впечаток убав таа приказна како на обичен верник во однос на Бога. Бог е секогаш тука, но ние некогаш сакаме нели да мислиме дека ќе се осамостоиме ако се отргнеме од прегратките на Бога и мислиме ќе направиме нешто епохално. И се наоѓаме во некоја искушение, во некоја состојба која ни е непозната или не плаши и тогаш треба да се потсетиме дека Господ е секогаш тука. Но тоа важеше секако и затоа што многу време помина. И луѓето почна некои да
да паѓаат и со духот, па ова нема решение. Јас секогаш го држев ставот дека решението ќе дојде како утре. Да бидеме спремни како утре дека ќе се реши ова. Добре, реално мислите дека доволно се изборивте за тие луѓе, за тоа свештенство, за тоа монаштво на тогашна ПОА? Бевте ли навистина тука за нив кога највише им требаше? Јас Не се вие, надевам општо дека како владиците на тогашната ПОА. Како црква. Се надевам дека одговоривме на потребите. Се надевам. Господ знае дали сме можели повеќе и подобро, меѓутоа се трудевме, сигурно можел и подобро и повеќе, меѓутоа Поголема борба беше за нивните судбини или за епархиите? Па сега се гледа дека борбата беше за народот. Тоа владиката Јован го истакнуваше уште од почетокот. Додека целиот народ не успееме да го вклучиме во единство на црквата, не сме ја завршиле нашата борба. И сега се виде од последно дека ние толку не се боревме за нашите позиции во црквата, колку што се боревме целиот народ да биде примен во единството. Ете, повторно ние сме во некаква улога да се бориме на некој начин за опстанок на тие епархии. Не мислите дека некои не ги оставивте на цедило, например, од монаштвото и од свештенството од тогашната ПОА? Па јас лично... Кои што биле секогаш со вас во целиот тој процес, во целиот тој прогон, им дадовте на сите шанса, им понудивте помош? Па јас се трудев. Сега, ако некој се нашол така да биде оставен, може да каже, да разговараме за тоа и на кој начин бил и како бил, ма јас се трудев да бидеме транспарентни кон сите и да нема подредени. Така. Владико, затоа што сме при крај со времето, ете, би ви оставил можноста, каква порака би им испратиле на верниците, на гледачите што во моментот не гледаат, што би ги посоветувале? Па првенствено во овие денови кога празнуваме убави празници, прво Божик, па ете сега и Богојавление, мир и благослов од Бога да посакам и да се угледаме на нашиот Господ, кој заради нас, луѓето, прими тело. За нас, луѓето, да не измири со Бога. Божик е празник на измирувањето на Бога со човекот. Небото со земјата. И заради таа радост, ете, во овие денови го празнуваме и Богојавлението, односно јавувањето на Света Тројца. Таа љубов Господова треба секогаш да не води. Само жртвената љубов Христова. Тоа треба да ни биде водилка во животот. Не интересот кој е со рок на траење. Тој интерес може да го имаме за година, за две, па и до крајот на животот да го имаме. Меѓутоа, љубовта, саможртвената љубов, Господ што ја направи, толку го возлюби својот свет, така што вели во една молитва, што и синот свој единороден го даде. За секој кој верува во него да не погине, туку да има живот вечен. Ние сме повикани да се угледаме на таа саможртвена љубов, Христова. И да ја практикуваме, не само да се фасцинираме од таа љубов и да речеме, колку Господ убаво постапил, не сака, не љуби, секојаш ни простува. Простувањето е исто така една од пораките во овие празници. Господ ни прости и затоа го испрати Синот свој, односно второто лице од Светата Тројца се воплоти, за да се измири со нас, за да ни даде прошка. И благослов голем ни се објави во Тројца. Затоа треба да се радуваме и она што го спомнавме на почетокот, да научиме да се радуваме со радоста на другиот. Не само да сочувствуваме, тоа е една, можеби, пасивна димензија на христијанството, да сочувствуваме со некого во болката, тоа некако ни доаѓа природно. Меѓутоа, кога треба да се радуваме, тоа е една активна димензија на христијанството, да ја осетиме радоста на другиот. И ние, тоа да биде и наша радост. Затоа што, всушност, и е наша радост, затоа што сме едно тело.
И ако еден дел од телото се радува, целото тело се радува. И тоа е пораката на овие празници. Убаво во овие дена што ќе се имитува оваа емисија, за да ја пратиме оваа порака на мир, измирување, радост, саможртвена љубов и радост со другите. Да се радуваме на радоста на другите. Владико, фала ви уште еднаш и навистина ми беше мило што бевте тука. Се надевам дека ќе имаме пак можност некогаш да го продолжиме разговорот, зашто крај нема. На мене ми беше така и мене ми беше голема радост и задоволство. Честитки за емисијата. Фалеше ваква емисија во медиумскиот простор, каде што црквата, па верувам дека ќе поканите од другите религии можеби, за верата малку кај луѓето да се зголеми. Јас заборавив да на почетокот можеби требаше, ќе ви поклонам неколку, вака еден молитвеник, еден акатист, наши изданија од Делчевско Каменичката епархија. Почнавме така нешто скромно да печатиме. Фала ви, благодарам. И тоа е заслуга на свештениците, конкретно тие две книжки, монахињата, настојателката на еден манастир Свети Никола кој сега го градиме, монахињата Ирина ги подготви. Супер. И така, ќе продолжиме понатаму колку што ни дозволуваат средствата да издаваме, да ги анимираме луѓето и да ги поучуваме духовно. Ако има уште една минутка, само да кажам дека луѓето се веројатно информирани дека ние не само во црквата проповедаме, туку организираме и културни манифестации, па и филмови проектираме и дискутираме на теолошко ниво, на социјално ниво, она што е потребно за луѓето. Мала епархија, не функционална, ама функционална. Функционално, духовно функционална, материјално се уште треба да се доработи. Дека ќе се најде и на тоа решение. Сигурно ќе се најде, да. Ви благодарам и јас уште еднаш за поканата и ми беше големо задоволство што бев гостин кај вас. Драги гледачи, тоа беше најновото издание на Попкаст. Се гледаме повторно.